Она што се обидовме како тело за саморегулација во медиумите да го направиме преку овие настани е повторно да го адресираме прашањето околу меѓусекторската соработка на Советот за етика во медиумите со оние кои што се важни чинители во справувањето со овој феномен, односно говорот на омраза и дискриминацијата. Буквално секојдневно сме бомбардирани со пријави и со алармирања каде се е забележан говор на омраза. Од телевизии преку во пишани медиуми не, меѓутоа на интернет просторот тоа е навистина голем проблем, не само со онлайн порталите, туку и со социјалните мрежи кои што директно ние како Совет за етика не ги следиме, меѓутоа коментарите на самите текстови кои што се веќе објавени се полни со говор на омраза и тука ние како Совет за етика секогаш апелираме до нашите членки да ги почитуваат нормите. Агенцијата по своје наоѓање, бидејќи не е надлежна за етиката во радиодифузните и печатените медиуми, кога добива жалби или утврдува неетично, се обраќа до нас да се изјасниме за нив. Лани, од страни на агенцијата до Комисијата за жалби при Советот за етика беа упатени 4 жалби. Во 2 од нив беше утврден говор на омраза и дискриминација. Во едната кон ЛГБТ заедницата, а во другата по етичка основа. Морам да кажам дека ова имаше и свое влијание врз еден од медиумите, односно новинарот или медиумот се извини за својот непрофесионализам. За да можеме да се бориме ефикасно против говорот на омраза и против дискриминацијата, нужно е да постојат и санкциите, а за тоа ни се нужно потребни и јавното обвинителство и судовите. И нашата соработка во оној период од 4 години кога немавме можност да изрекуваме санкција, немавме можност да покренуваме прекршачна постапка, бидејќи не беше предвидена со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, ни покажа дека немаме всушност соработка, ниту со јавното обвинителство, ниту со судовите, ниту со тогашниот состав на Комисијата за заштита од дискриминација. И ова беше дотолку видливо што и во извештајот на ЕКРИ за нашата држава јасно стоеше препорака да се воспостави еден таков повратен систем на информирање во кој што јавното обвинителство, судовите, другите надлежни институции ќе ја информираат агенцијата што прават, што направиле или дали воопшто нешто направиле по барањата кои што ние ги упатувавме за постапување. За жал таков систем уште немаме, но не можеме можеби ни да го оцениме дали навистина постои, затоа што од моментот на воведувањето повторно на санкцијата, значи од 2018 година наваму, ние сме имале, како што кажав и на еден претходен ваков собир од истиот проект, имавме само 2 случаи во кои што имаше говор на омраза на телевизија, но медиумот постапи така како што треба. Народниот правобранител постојано препорачува и укажува на необходноста од постојање на правна и институционална рамка, преку која ќе се врши превенција, следење, контрола и санкционирање на говорот на омраза и криминалот од омраза. Воедно наведам дека државата преку надлежните органи треба да воспостави адекватен систем за следење и пријавување на сторување и искажување на говор на омраза, да овозможи систем на бесплатна правна помош на жртвите кон кој е сторен тој говор на омраза, да работи на подигање на јавната свест на граѓаните и постојано да спроведува обука и тренинзи на полицијата, обвинителите и судиите. Служби кои што се најповикани и кои што се директно изложени на прва борбена линија со овие кривични дела. Бидејќи беше спомнат кривичниот законник неколку пати, дека најавена измена и дополна во делот на вербални деликти, каде што веќе има направено и работна група за измена и дополна на целиот кривичен законник, а во делот на вербални деликти, каде што има останато одредени кривични дела и од минатото, како што е навреда на знаме, навреда на председател, повик за геноцид и така натаму, ќе се менува и делот што се однесува на 394Г, односно делот за компјутерски дел за говор на омраза како што е препознан во јавноста. Може да се фокусираме малку во наредниот период и на локално ниво, односно локалните медиуми и локалните совети за превенција.
локалните совети за превенција членуваат се адхок тела, работни тела во рамки на општините, каде што членуваат представници од повеќе институции, но во локален аспект и од општината од каде што доаѓаат. Така што говорот на омраза го третираат од повеќе аспекти, не само и врсничко наследство, туку и со проблемите кои што се соочуваат на локално ниво. Ние треба секогаш да внимаваме дека особено кога зборуваме за говорот на омраза онлайн, треба секогаш да имаме предвид дека интернетот е пред се носи позитивни придобивки и ако повикуваме на масовно санкционирање на постови, на социјални мрежи и така натака, мислам тоа може да не одведе во некој друг дисбаланс. Начелото на сеопфатност подразбира дека регулаторната рамка, законите треба да се надополнети и со нерегулаторни приоди и со други иницијативи и активности, а не првенствено со санкции. Во врска со застапеноста на лицата со посебни потреби во медиумите и нивната пристапност до медиумите, гледаме дека националните медиуми обично кога се вестите имаат толкувач на знаковен јазик, но кај локалните медиуми тоа е многу тешко да се направи. Емилија рече дека е постигнат некој саморегулативен регулаторен акт, дека сите се согласни дека е потребно и во локалните медиуми да бидат застапени лицата со посебни потреби, но верувајте, без финансиска поддршка тоа е речиси неможно. Беше тешко пред корона кризата, сега за време на корона кризата и сигурно уште еден догледен период ќе биде уште многу потешко да се реализира тоа. Па јас тука би предложил, можеби тука треба своја улога да земе и Агенцијата за аудиовизуелни услуги, да ги стимулира овие локалните телевизии, да им дадат повеќе простор на лицата со попреченост, односно да ангажираат лица кои ќе ги пренесуваат барем вестите, ако не друго, на толкован јазик.